Завршува голготата на семејството Мицевски од Делчево. Министерството за труд и Делчевскиот центар за социјални работи по прилогот на ТВ Стар ги засукаа ракавите и се ангажираа да ја исправат грешката поради која 28 годишниот Виктор, момче со церебрална парализа, не можеше да добие средства за нега од друго лице. Центарот за социјална работа Делчево, веднаш по емитувањето на прилогот на вашата телевизија за лицето Виктор Мицевски од Делчево, тој изврши веднаш непосреден увид во семејството на домаќинството. Им беше укажана помош на начин што се преземаа сите потребни мерки за да се обезбеди и комплетира целата потребна документација за остварување на правото на помош и нега од друго лице. Се надеваме дека во најскор можен рок лицето ќе го оствари правото на помош нега од друго лице. Овој потек на Министерството го реши проблемот кој 2 години ги водеше по судските лавиринти родителите на Виктор. Јас сум денеска срекна мајка. Благодарение на телевизија Старт, ова за 2 години што не можеше да се реши, прилогот што го дадоа телевизијата, се реши за 2 дена. Од министерот барам да го најде виновникот, кој ме тераше 2 години да одам по овие врати, да го малтретирам пред се детето, јас да се малтретирам. Детето го носев на суд. На суд во Поличка, да докажам дека детето е буквално труп. Ме тераа на суд, апелација 1. И посе останува да лепти прашањето зошто институциите реагираат откако проблемот ќе биде пренесен на медиумите. Ја едно не ми е јасно. Зошто мора ова да оди преку телевизија? Има ли луѓе? Има ли родители засегнати? Ако нема, нека станат од фотелите, молим те, нека кренат по куќите. Не вака да ги малтретираат луѓето. Ја вчера бег на конзилијарна. Жално какви луѓе се тераат таму. Комисијата седи, па нека тргнат по куќите. На лице место. 24 часа се достапни овие луѓе. Нека погледнат кој заслужува, нека зема. Документите за нега од друго лице на Виктор сега се во Скопје во Министерството и се очекува позитивното решение кај Мицевски да пристигне деновиве. Инаку за случајот на Виктор се заинтересира и народниот правобранител, кој ќе го следи случајот со правата на ова дете и постапката на Министерството.